утре на 9 јуни, како што и на самиот почеток споменавме за оние кои што се со нас од тогаш, за оние кои не, еве сега ќе слушнат Домот на култура во Кисела вода, Билјана Беличанест со представа која што ќе биде одиграна токму утре, црната сатирична комедија Бардо Тодор, која што има една одлична порака и верувам таа ќе допре до публиката која ќе биде присутна, а се очекува веројатно многу убрана, бидејќи и билезот ќе биде бесплатен во соработка со Екосвест, се со цел да некако можеби науна на која што сме светоци во денешно време, а го чувствуваме како загрозување кон нашето здравје или ризик по здравјето, како и по животната средина. Зашто точно се работи, која актерска и режисерска екипа е во оваа представа? Денеска во студиото на Тилма заедно со нас е Надица Дојковска-Јовановска, дел од актерите или актерската екипа. Надица, добро утро и добро дојде во Утринска на Тилма. Добро утро и од мене и добро утро за гледачите од цела Македонија. Имаме навистина добар повод да зборуваме за вакви представи, при тоа на еден таков сатиричен начин да се пренесе пораката на нешто кое денеска го живееме за жал. Па режисерите има одлична визија, колку што можевме да видиме од информациите, ќе споделите вие, како тоа да се создаде, што треба да се свати, на кој начин треба да продолжиме да размислуваме еко-свестени или оние кои што најмногу треба да бидат освестени во тој дел. Пред се сакам да кажам дека ова приказ на овој проект започна пред 3 години. Нели пред 3 години се имаше аудиција, се пријавивме на таа аудиција, не избраја како дел од актерската екипа. И многу ми е драго дека сум дел од оваа екипа, затоа што идејата на представата од самиот почеток беше дека ние треба да допреме до оние маргинализирана група на луѓе која што не секогаш е во можност да оди и да гледа театар. Малтене некои од нив и воопшто никогаш не гледале театар. Идејата на оваа представа беше дека ние патуваме, одиме, неколку пати представата ја игравме на отворен простор во село Новаци, во Могила, Битолско, и така што самото тоа за мене е една од најсилните пораки, бидејќи Екосвест не избра нас како во смисла да ја пренесе оваа порака токму преку театарска представа, што не се осмелува секој да го направи, и бескрајно сум благодарна за можноста да бидам дел од оваа екипа и нели заради концептот на режисерот, на авторот на представата. Надица спомена дека Екосвест ве одбра вас за да ја пренесете пораката. Која е пораката која што треба да допре до секој еден гледач или секој еден кој што утре ќе биде дел од изведбата на оваа представа? Како и реагираа можеби луѓето кои што веќе ја погледнале, бидејќи спомена дека е веќе изведена на неколку места во Македонија? Која е всушност реалната слика која што ние сите ја живееме, но понекогаш можеби затвораме очи и не сакаме да ја видиме? Која е таа порака која што треба да допре до сите нас? Реалната слика е дека профитот и желбата за мој е посилна од, за жал, нашето битие или нашиот живот. Тоа е исто, знаете, како кога фрламе камен во вода. Знаете, тоа може да ја вознемири водата, но водата продолжува да тече, да оди. И токму со оваа представа го представуваме тоа дека отвараме еден многу суштински глобален проблем, кој што свативме дека пред 3 години представата беше за Рек Битола, но еве денес е поактуелно тука во Скопје да се игра него во било кој град, затоа што имаме еден Тиво Кубиец во баш некаде во централното подрачје на нашиот град. Токму и затоа е избрана таа локација Кисела вода, иако има многу загадувачи на секаде, но ете сметам дека тоа е нешто за кое што треба да се зборува, треба да се освестиме на некој начин и треба конечно на проблемот да му прогледаме во очи, некако да не го занемаруваме, затоа што примарното и тоа што ни се случува сега е дека имаме некако финансиски бенефит од сето тоа, но на некој начин штетиме на генерациите после нас. Ако размислиме по суштински, особено во Велес имаше многу последици. Ние после тоа мојата генерација растеа со многу големи штети, за жал, заради
тие некои комбинати кои што многу касно се реагираше. Да, и велиш, во Скопје имаме ваква ситуација, но ова е веројатно представа која што може да игра во многу предели од Македонија, бидејќи за жал сека да имаме никакви предизвици со кои што се соочува животната средина кај нас. Да, па и веќе игравме во Кичево, игравме во Битола, нели, во градот и во села околни. Така што игравме во Скопје, ама мислам дека нели оваа локација многу размислувавме, овој пат ни беше огромен предизвик локацијата, нели да допреме до луѓе кои што не секогаш размислуваат за театар. Нели кога размислуваме за главните театри низ Скопје, поточно, секогаш имаме една театарска публика која што е на некој начин и посвесна, знаете. Да. Која ги следи веројатно и она што е на репертоарот ни, пораките кои што треба да се принесат и ние да бидеме нели ограничени или конкретно за она кое е во моментот актуелно, туку едноставно она кое што заслужува внимание. Па да, овој разговор за некое време ќе избледи, можеби нема да се сеќаваме на зборовите што сме ги изговориле сега, но некако најголем трак во животот ни остануваат оние слики кои што ни предизвикале некако да се чувствуваме. Предпоставувам дека и тоа е поентата на екосвест и затоа трга на еден поинаков начин за пренесување на порака, бидејќи оваа представа несомнено е поврзана во целиот овој процес. Морам да ги спомнам екосвест затоа што екосвестна тема истражува повеќе од 10 години. Ова е една огромна студија на која што работи и само ние сме еден медиум на кој што се пренесува таа важна порака. Да. Надица, најчесто сме, да речеме, навикнати да ваквите пораки се пренесуваат преку разноразни кампањи, меѓу другото кои што ги прави и Екосвест и другите еколошки здруженија. Навикнати сме да бидеме во одредени и не толку, но еве, од време на време гласни кога се чувствуваме загрозени, како што имало случаи преку различни собири, митинзи и така натака. И никако на таков начин да ги пренесуваме пораките или да биде тоа еден крик за помош, како велиме, нешто кое што би требало да биде освестување, а помалку навикнати да пораките се пренесуваат токму преку театарски представи и тоа е еден чекор понапред, како велиме, и добар показател дека се движиме во вистинска насока, што е и за поздрав, и верувам дека тука нема да заврши тоа, со оглед и на интересот, но и на важноста на пораката. Дали би, освен оваа представа, која што претпоставувам дека ќе се игра и во иднина, имате некаква останата визија, разговор, соработка, нешто кое што се планира, а повторно е поврзано со оваа тема важна? Па, да, има многу, во моментот многу идеи, многу размисли, бидејќи сега некако оваа представа е насочена конкретно кон повозрасна публика, нели 18 плюс. Ние многу размислуваме да тргнеме од најмалите, некако кога се прави, кога, не знам, екопораките учествуваат во градењето на едни личности од најмала возраст, нели, како што се децата, мислам дека тоа е некако клучно за кога ќе дојдеме да играме представи за оваа повозрасна публика по 20 години, да ни биде многу полесен патот. Да имате информирана публика. Да. Ама и мислам дека во последно време многу се работи на тоа, многу независен театар работи на тоа, многу ТДМ, театар за деци и младенци работи на тоа. Така што го поздравувам, нели, тоа. И исто сакам да го спомнам тимот на оваа представа. Режисер е Сашо Миленковски. Сега исто доби награда на МТФ Бојдан Чернодрински за животно дело. Се надевам ова нема да биде крај, туку ќе продолжиме со заеднички соработки. Исто така Сашо Кокаланов, голем поздрав и до него и да се ги поздравам моите колеги Димитар Пасковски и Наум Георгиевски, кои што исто така се дел од нели креативниот тим на оваа представа. Така, ќе ве гледаме утре вечер 20 часот, влезот е бесплатен, но на кој начин или принцип ќе функционира? Прв дојден, прв услужен или треба некаква резервација на билети претходно? Не, прв дојден, прв услужен. Мислам дека ќе има доволно простор за сите. Одлично. Тогаш ја знаете процедурата, појдете утре вечер да ја погледнете оваа представа и се разбира да станеме сите ние некако и посвесни за тоа што се ни се случува. Надица, благодариме. Фала ви вас и фала ви за можност.